Трета година поред општина Штип додели стипендии и награди на неуспешните ученици од општината. Истите се распределени во 3 групи, кои што ќе бидат доделени во текот на годината. Градоначалникот Иван Јорданов истакна дека ваквите признанија се со цел да се мотивираат учениците и да бидат насочени кон тоа да се стремат за уште поголеми успеси. Општина Штип трета година поред ги стимулира, мотивира и наградува учениците кои што имаат постепни достигнувања на државни и меѓународни надпреварувања, а се од нашиот град. Навистина еден гест кој што се надевам дека ќе ги мотивира да влезат со уште поголеми успеси во следната учебна година, затоа што ова можеби не значи многу за учениците кои што се добитници на самите стипендии, но верувам дека ќе биде една мотивација да продолжат по патот по кој што чекорат, со успеси во образовниот процес и на тој начин да се вреднуваат вистинските вредности. Посакувам до година да се зголеми финансискиот износ на поддршка на успешни ученици кои што верувам по завршувањето на своето образование ќе бидат успешни наши сограѓани. Фактот дека годинава е поголем бројот на пријавени ученици во однос на претходната година докажува на тоа колку тие посветено работат на своите успеси, па затоа тоа особено ги радува представниците од локалната самоуправа. Радува фактот што оваа година имаме дури 67 кандидати, односно пријавени ученици на јавниот повик кој што го објави општина Штип. Значи бројот некаде за 20 на ученици е зголемен од претходната година, што укажува и докажува дека проектот е на вистинскиот пат, односно ја постигнува својата цел, а тоа е промовирање на вистинските воспитно-образовни цели, кои што се залелка секако и општината. А инаку добитници на годинешните стипендии, бројот изнесува 16, тоа се 16 ученици, кои што добиваат распоредени во 3 групи на износ за доделување на стипендии. Првата група е во износ од 3000 денари и се добитници тројца кандидати. А за вториот износ стипендија од 2500 денари, исто така се добитници тројца ученици, а додека 10 ученици се добитници на трет износ од стипендии, односно од 2000 денари, кои што ќе бидат исплаќани во текот на целата година, значи во текот на 12 месеци. Да напоменам дека со овој јавен повик се доделуваат и еднократни парични награди во износ од 30.000 денари, а добитници се тројца ученици кои што ги исполниле условите согласно критериумите на правилникот за доделување на награди и стипендии. Дека ваквите награди и стипендии се од голема важност за учениците, согласни се тие, па за медиумите истакнаа дека ова представува мотив за достигање на поголеми успеси. Ова награда за мене представува голем поттик за во иднина да постигнувам уште поголеми успеси. За мене ова представува голем успех и понатамошна мотивација за да учествувам на многу надпревари и да освојам многу награди. Ова стипендија, ова награда за мене ме поттикнува да продолжам да учествувам на надпревари и да се трудам колку повеќе што можам. Колку ти значи моментално што ти? Многу. Изјавен од многото ученици. Да. Инаку настанот се одржа во општина Штип, а на истиот присуствуваа представниците од локалната самоуправа, како и родителите и блиските на добитниците на признанијата.